Македонија има квалитетен земјоделски производ, погоден и за домашна употреба и за извоз, уверува министерот за земјоделие Цветан Трипуновски по алармот вклучен во Хрватска за над 15.000 килограми македонска пиперка ајварка со наводи за токсини, кои кај нас се во фаза на испитување. Не е вратена во Македонија. Таа пратка е пратена на 9 септември, односно излезена од нашата држава. Контролата која што ја прави Агенцијата за безбедност од Хрватска излегува со податоци на 23 септември, ако не се лажам, што е 20 на дена отпосле, што отвора еден простор да навистина дали таа пиперка која што е веќе детектирана е македонска. Тоа оставам да си проверат службите, меѓутоа она што е важно и сакам да го кажам како апел, дека нашите фитосанитарни служби заедно со Агенцијата за храна во текот на целата година по тип на производство како се откупува земјоделски производ се прават контроли, односно се прават проби за евентуално зголемено ниво на пестициди. Трипуновски вели дека во првите 5 месеци од оваа година земјоделскиот извоз е зголемен за 57 милиони евра споредбено со лани. Односно, извозот изнесува 167 милиони евра, што за министерот е знак дека земјоделците ги зголемиле продажните цени, но и производството. Со цел да се зајакне македонската аграрна продукција соочена со климатските промени, од ресорното министерство најавуваат помош и едукација за земјоделците за нивно прилагодување кон временските појави, како долги суши, високи температури и поплави. Имавме посебна објава, јавен повик за кофинансирање на заштитни мрежи, антифрост системи, системи за наводнување, системи за копање, односно бунари кои што дополнително помагаат во делот со спровањето со климатските промени. Работиме на проект поврзан за подобрување на системите за иригација, значи консолидација на земјоделските површини, каде што земјоделците наместо 10 на мали нивички ќе добијат една поголема парцела, ќе добијат помош од државата и од ФАО во делот на инфраструктура за наводнување и ќе добијат помош во делот на противградна заштита. Денеска е светскиот ден на храната, кој кај нас го одбележа Агенцијата за храна и земјоделство на Обединетите нации. Оттаму ја нагласија потребата за одржливо земјоделство, кое не работи на штета на животната средина. Министерството за земјоделие најави национална стратегија, која би требало да и помогне на традиционалната македонска економска гранка, земјоделието, да се справи со климатските промени.